На средбата во Чикаго со колегите од земјите аспиранти за членство во НАТО, американската државна секретарка Хилари Клинтон ја пофали Македонија за придонесот во НАТО, но побара решавање на спорот со името. На линија од Вашингтон е уредникот на Гласот на Америка на македонски Ведран Андоновски. Ведран, дали изјавата на Клинтон е утеха или директна поддршка толкова колку што овозможува контекстот на НАТО сојузот? Лазар, Клинтон во кусата изјава во име на НАТО очигледно го акцентираше фактот дека, иако проширувањето не беше на дневниот ред на Чикаго, алијансата не ги затворила вратите. Тоа вака го формулираше пред колегите од Македонија, Босна, Грузија и Црна Гора. The possibility of NATO membership has proven to be a powerful motivation. Се покажа дека можноста за членство во НАТО е моćна мотивација земјите да применат тешки, но неопходни реформи, да разрешат внатрешни разлики, како и разликите со соседите и да придонесат во безбедносните операции од кои имаат корист тие и сите ние. Говорејќи пак во својство на домаќин на самитот, Клинтон порача дека Вашингтон ќе продолжи да ги поддржува аспирантите и прогнозираше дека овој самит ќе биде последниот кој не бил за проширување. Конкретно за Македонија, со пофалби за учеството во мисиите, но и со познатиот услов – решение за името. Macedonia has also made contributions to regional and global security, including significant... Македонија придонесе за регионалната и глобална безбедност, меѓу што е значителниот и долготраен придонес во ИСАФ и ги исполни клучните критериуми за членство во НАТО. Цврсто поддржуваме решение на таковниот спор околу името и ги повикуваме страните да постигнат спогодба така што Македонија ќе може да се приклучи на алијансата што е можно побрзо. Обраќајќи им се на сите аспиранти, Клинтон заклучи дека процесот може да биде долг и со предизвици, но дека проширувањето е централниот дел на заедништвото на НАТО. Лазар? Благодарам. Ведран Андоновски беше тоа од Гласот на Америка на македонски јазик.